Јас сепак ќе кажам почитувана председателке на на Советот на јавни обвинители, иако можеби тоа не го заслужувате, меѓутоа културата не ми дозволува да не се изразам така. Ние пратениците знаеме да читаме, извештајот го имаме добиено и немаше потреба таа статистика која сте напишале да не ја читате, а секако тоа е ваше право, што на пратениците и на граѓаните не станавте од оваа говорница да образложите 2-3 збора околу вашиот извештај, што сте го напишале така како што сте го напишале. Инаку, заради граѓаните, ја уште еднаш ќе повторам дека денеска расправаме по извештајот на Советот на јавни обвинители за 2023 година. Тоа е Совет на јавни обвинители, кој е самостоен орган, формиран за да ја гарантира независноста на јавните обвинители и потоа Советот да ја избира, разрешува и оценува јавни обвинители, одлучува по дисциплински постапки и врши надзор врз нивната работа. Ево вашиот извештај, ова не е напишано. Во вашиот извештај е дадена една гола статистика, повеќе ни објаснувавте кои се работите со кои се соочува вашиот совет, буџетот и така натаму и така натаму. Јас од секогаш сум сакал да говорам со примери, така ќе биде и овој пат. Пред да почнам со тоа, еве јас ќе ве запрашам едно просто прашање: дали нешто најдовте во фиоките на јавните обвинители за некои предмети што стојат по нивните фиоки, по фиоките на јавните обвинители во 2023 година? Бидејќи, гледате, имаме спорови кои траат по над 7-8 години. Имаме истраги кои нема ништо за нив. И кога ќе се прашате како тоа граѓаните да ви веруваат, кога истите тие се соочуваат со фактот дека вие работите спротивно на законот. Едно најголемо судско, обвинителско правосудно тело во Република Македонија. Кажете ми колку истраги во 2023 година го поминале рокот од 15 месеци? 2022, 2023, 2024 година. Па знаеме дека по закон до 15 месеци се прави истрага. Што е со тие истраги? Што се случува? Еве, кажете ми, ја бе во комисијата за случајот со онкологија. До кај е таа работа? Штитите некого? Филипче, Пановски, требаше Филипче да стане председател на СДС. До каде е таа постапка? Нема ништо. Буквално ништо. Кој е во затвор? Никој. Па таму не може да се спогодувате како со овие Иџет и Иџет Мемети и Наке. Кој ја направи спогодбата? Знаеш ли Бубевски за спогодбата? Требал да знае. Нормално, морал да знае. Коцевски знаеш ли за спогодбата, за таа? И после сакате да ви веруваат. Не може да ви веруваат. Како што кажувам примери. И сега ќе ве прашам, дали во 2023 година по кривична пријава од Министерството за внатрешни работи е делувано од Советот на јавни обвинители и до кај се предметите, кривичните пријави за нешто што се случувало
во 2020, 2021, 2022, 2023 година. Кривичните пријави од страна на Министерството за внатрешни работи, например за еден јавен тендер за набавка на чизми од 250.000 евра. Кај е тој предмет? Го најдовте ли во некоја филка во 2023 година? Не. Јас ќе ви кажам. Потоа за личните документи. Кривичната пријава од Министерството за внатрешни работи, до кај е тој предмет? Го најдовте? Во која филка е? Не. Не е постапено воопшто. Потоа го најдовте ли предметот за еден бивш градоначалник, каде покажува колку украл пари? Сите ревизии покажуваат и однесено е во обвинителство до предметот. До кај е таа постапка? До никаде. Зашто? Затоа што сте политичко тело. И јас ќе кажам, еве. Сте политичко тело и ништо повеќе. Штитите одредена политичка номенклатура затоа што сте политичко тело. Избрани сте од истите тие луѓе. Дали, например, некој јавен обвинител одговарал затоа што не му се работело за викенд? Требало да постапи по брза постапка одредена пријава, наместо, како што кажал, по редовна постапка. Пред непол месец, при претрес на двајца службеници од Министерството за внатрешни работи во нивниот дом, знаете што е пронајдено? Знаете, знам дека знаете. Автоматско оружје. Оние пиштоли, муниција, не ги ни спомнувам. Формацијско оружје. И знаете што рекол обвинителот? Да се тера по редовна постапка. Господјо, за 30 кебапчиња се лежи затвор. За 30 кебапчиња, а не па за формацијско оружје. За тоа треба веднаш притвор, по брза постапка, а не по редовна. Што треба да се чистат ли делата? Ослобода. Еве, одговорете ми на уште една работа. Како е можно јавното обвинителство за некој странски државјанин, кој ќе стори некој кривично дело, да не постапи со кривична пријава по брза постапка? Законски. Значи мора. Со закон е тоа. Како по редовна постапка? Кај ќе го пратите тој странски државјанин по редовна постапка? Сосем на крај, бидејќи беа искажани многу работи, а и ќе чувам некои работи за самата седница, мислам дека веднаш сега, од кога ќе се вратите во онаа зграда, каже, што сте сместени, мислам дека треба да си ја подпишете оставката, не само вие. Мислам, не се вие индивидуален кривец за се што се случува. Целото тоа колективно тело треба да си поднесе оставка. Затоа што Македонија мора да има правна држава. Граѓаните пред се мора да веруваат на правниот систем. Досега довербата е статистичка грешка 2%. Срамота е. Срамота е за вас како обвинител, како човек кој го следи тој судски систем, правен систем, дава правда и така натаму, и така натаму. И ќе ве замолам само за културата ваша, станете друг пат на говорница и обратите се на граѓаните. Ви благодарам.